Добро утро и од мене во Утрински печат. Наш и ваш денешен гостин е директорот на финансиска полиција, господинот Горан Иванов. Господин Иванов, најпрво добро утро. Добро утро. Вашата институција се занимава со финансискиот криминал во државата. Една е од институциите која што ги третира даночните измами, перењето на пари, злоупотребата на службена положба. Дел од сите овие ваши истраги завршуваат во обвинителство, понатаму се продолжува во другите сегменти. Утрово ќе разговараме за многу актуелни теми кои што ја брануваат јавноста, почнувајќи од увозниците на овошје и зеленчук, во чија што бевте контрола. Свежо сега е даночната контрола на фирмата за часовници Божиновски. Ке разговараме за најголемите даночни измами кои што се направени во државата и така натаму. Доаѓате од приватен сектор, колку што можев да видам во вашата биографија, сте работеле како менаџер во приватни фирми, го познавате банкарскиот сектор бидејќи сте работеле во една од поголемите банки во државата, после вашата кариера ја продолжувате како финансиски инспектор. Сега сте од другата страна, во раководна функција, генерален директор на финансиска полиција. Каде е најлесно да се работи? Или каде е најтешко? Како сакате, формулирајте го прашањето. Најпрво ви благодарам за поканата, за гостувањето во вашата емисија. Би сакал да ја истакнам важноста и соработката на медиумите со нашата институција, верувајќи дека тоа е значено доближување на управата до граѓаните. Сакам да кажам пред се дека целта на управата за финансиска полиција е да го штити буџетот, односно средствата на Република Северна Македонија, а и индиректно со тоа и средствата на граѓаните на Република Северна Македонија. Благодарам на прашањето. Не може да се каже каде е најлошо, каде е најдобро. А сад тоа ви реков, вие ќе ми кажете дали е... Но сепак, мислам дека многу поодговорно е сега кај што работам во управата за финансиска полиција, бидејќи во еден сегмент мора да внимаваме за многу работи, да ги почитуваме законите, во друг сегмент да ги контролираме и проверуваме правните субјекти и физичките лица. Со тоа што на крајот треба да имаме еден добар епилог, со тоа што да ја заштитиме целокупноста на буџетот на нашата држава. Приватниот сектор, не викам дека е лесна работа, е тешка работа. Во акционерски друштва уште потешко, во нашата институција мислам дека е најодговорно. А најодговорно, а не најтешко. Директоре, вака, минатата недела вашата колешка госпоѓа Лукаревска, директорката на управа за јавни приходи, во нашава емисија најави на контрола на еден голем даночен обврзник кај нас во државава. Неофицијално ве прашувам, во медиумите веќе излезе дека станува збор за фирмата Божиновски, која што тргува која што продава практично скапи часовници и накид во државава. Она што неофицијално можам да го кажам и што кружи во скопскиве кулуари, дека е правен реекспорт од Кина за Македонија во Европска унија на часовници кои што се, не знам, од познати марки, не би навлегувала понатаму. Ке искоментирате ли на ова нешто или сепак е дел од истрага која што се уште тече? Еве, сакам да кажам неколку реченици. Потполно ја разбирам вашата заинтересираност како медиуми и го поздравувам лично јас истражувачкото новинарство. Сепак морам да нагласам. Се додека не се открие докажена еволюираност, не се докаже инкриминирани действија, не може да зборуваме за правни субјекти или физички лица. Со тоа што согласно законот за заштита на лични податоци, согласно презумпцијата на невиност, согласно законот за финансиска полиција, предистражната постапка е тајна. Затоа, во овој момент не би можел да лицитирам со физички лица и правни субјекти. Но, ние, како институција, координирани со повеќе надлежни институции во овој домен, што го работиме ние, постапуваме заеднички на терен, работиме и во Скопје, и во цела држава, така да, согласно своите надлежности, постапуваме
неселективно и непристрасно. Сега за сега, во овој момент, можам толку да кажам околу вашето прашање. Ви благодарам во секој случај што ми одговоривте. Бевте во контрола на кванташкиот пазар и на големите увозници на овошје и зеленчук. Поднесени се, колку што се сеќавам, 2 пријави. До каде е таа постапка? Благодарам на прашањето. Вака сега. Во изминатиот период, Управата за финансиска полиција во координација, односно соработка со Управата за јавни приходи, Државниот инспекторат, Државниот пазарен инспекторат, Царинската управа и Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија спроведува проверки во поголем број на правни субјекти врз основа на одлуките од 4 месец април на владата на Република Северна Македонија. Во контекст на тие проверки, ние како Управа за финансиска полиција констатиравме незаконитости кои се во надлежност на Управата за финансиска полиција. Имено, како резултат на извршените проверки, Управата за финансиска полиција поднесе 3 кривични пријави за 3 физички лица и 3 правни лица врз основа на постоење на основно сумневање за делот од данъчно затојување, член 279, став 2 и став 3 од Кривичниот законник на Република Северна Македонија. Пријавените физички лица во својство на управители на правните субјекти, свесно и со однапред утврдена цел и намера да се стекнат со противправна имотна корист за себе и за правните субјекти во периодот од јануари 2023 година до април 2023 година, значителен дел од набавената стока, трговска стока на залиха, во износ од повеќе од 112 милиона денари, неосновано ја присвоиле за себе и не ја евидентирале во сметководствената евиденција како кусок. Со тоа што ниту пресметале, ниту пријавиле, ниту платиле данок на додадена вредност во процент од 5% или во поголем износ од 5,5 милиона денара и данок на личен доход од повеќе од 6,5 милиона денари. Со така призавените действија, пријавените предизвикале штета на буџетот на Република Северна Македонија во вкупен износ од повеќе од 18 милиона денари. Меѓутоа, дополнително, проверки се вршат и во други правни субјекти. Так. Тоа ми е и следното прашање, значи кои се активностите во моментот во финансиската полиција? Дополнително се вршат проверки во други правни субјекти на територијата на целата држава и по завршувањето на истите со соодветни писмени поднесоци ќе ги доставяме до надлежните јавни обвинителства во Република Северна Македонија. Може ли барем да кажеме во кои сектори се прават сега контроли? Моментално, знаете како, ние работиме во повеќе сектори, во повеќе дејности, во повеќе правни субјекти кои што се бават со различни дејности. Така да не можеме сега да разговараме за еден сектор или за друг сектор. Ги опфаќаме сите сектори со нашите оперативни сознања и по пријавените предмети кај нас. Ќе ве вратам малку назад во периодот на кога директор беше вашиот претходник. Што се, значи имаше претреси на канцелариите од страна на тогашната обвинителка Русковска. Имаме ли епилог од цела таа ситуација? Со оглед на тоа дека предметот е во надлежност на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција на Република Северна Македонија, за подетални информации и за подетално објаснување на предметот, треба да се обратите до надлежното обвинителство. Меѓутоа, од наша страна, во целост е постапено побарањето на основното јавно обвинителство на гонење на организирана криминал и корупција. И јас како директор ниту имам надлежност, ниту смеам, ниту сакам да знам до каде е постапката и што работи обвинителството. Но сакам да кажем тука на еден момент дека во Управата за финансиска полиција се вработени исклучително професионални луѓе со висок интегритет. Јас верувам во тие вработени, верувам во нивниот интегритет, верувам во честноста и верувам дека и сега и во иднина ние како Управа за финансиска полиција ќе бидеме на ниво на своите надлежности, права и обврски. До сега во
поступувањето од страна на обвинителството и Управата за финансиска полиција, соработката е на високо ниво, професионално од двете страни и се надевам дека и во иднина така ќе остане. Директоре, кажете ми кои се активностите на финансиска полиција во моментов? На што работите? Управата за финансиска полиција презема мерки и активности кои се однесуваат на утврдување на сомнение за сторени кривични дела во нејзина надлежност. Според Законот за финансиска полиција и според Законот за кривична постапка, предметите, сознанијата и пријавите за добиените основи на сомневање со соодветни писмени поднесоци ги поднесуваме до надлежните обвинителства. Подоцна, од нив добиваме насоки за понатомошни постапувања и утврдување на евентуални сторени инкриминирани действија од страна на правните субјекти или одговорните лица во правните субјекти. Во моментот во Управата за финансиска полиција се постапува на повеќе од 300 предмети. Во интерес на времето можам да спомнам некои од позначајните. Управата за финансиска полиција работи на предмети во кои се инволвирани повеќе голем број на правни лица, физички лица, кои во заедничка соработка преку изготвување на фактури со нереална содржина во текот на последните години неоснована го намалуваат обврската за данокот на додадена вредност во повеќе правни субјекти и на тој начин го оштетуваат буџетот на Република Северна Македонија. Овој предмет го работиме во координација и соработка со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција на Република Северна Македонија. Имено, исто така, постапуваме по предмети во кои постојат основи на сомневање дека правни и физички лица преку невестинити фактури предизвикале штета на средствата од Европска Унија. Значи од фондовите на Европска Унија. Така Дали тука е ИПАРД фондот? ИПАРД и други. Во изминатиот период и во текот на овој период и следен и иден имаме активности околу проверка на поголем број правни субјекти од секторот на технички прегледи на моторни возила, каде што вие сте веќе дел запознаени, каде Управата за финансиска полиција поднесе поголем број на кривични пријави на територијата на цела држава до надлежните обвинителства во Република Северна Македонија, каде што како резултат е констатиран значителен износ на противправно присвоени парични средства од страна на одговорните лица во правните лица. Тука можем да кажем дека ние сме репресивен орган, но мораме да кажеме дека делуваме и прогресивно со тоа што при нашите континуирани проверки самите правни лица во дел од вршените проверки или во вршењето на вршените проверки од страна на Управата за финансиска полиција се уплатуваат парични средства. Така да индиректно ние како Управа за финансиска полиција сме биле иницијатори од правните субјекти да се слеат и повеќе парични средства во буџетот на Република Северна Македонија. Тука имаме некоја сума повеќе од 100 милиона денари, така да јас како директор сум горд во тој предмет, со тоа што од една страна го гонеме криминалот, од друга страна правиме превенција. Така да мислам дека и во иднина ќе постапуваме во овој случај и ќе ги решаваме тие проблеми, но сепак имаме и многу други предмети и за злоупотреба на службената положба на овластување и други кривични дела, каде што во моментот можеме да зборуваме многу широко и ќе изгубиме многу време. Но еве ќе се образам статистички да ви дадам податоци на вашиот медиум до сега колку имаме изработено случаи и кривични дела од почетокот на оваа година. Ви благодарам. Следното прашање ми е околу најголемата даночна измама која што е направена во Македонија.
Имате ли такви податоци? Дали има судски епилог? Дали можеме да кажеме за која фирма станува збор, евентуално ако веќе има судска завршница? Вака сега, Република Северна Македонија се соочува со проблемот на финансиски измами. И токму поради тоа се преземаат соодветни активности со цел за екнување на капацитетите, соработката на сите надлежни институции, инволирани во спречување и откривање на вакви финансиски измами. А финансиските измами представуваат криминален дел кои можат да се дефинираат како акти на измама кои вклучуваат и финансиски трансакции заради и поради остварување на лична придобивка. Управата за финансиска полиција, согласно своите надлежности, работи поголем број на предмети каде постојат основи на сомневање за сторени кривични дела, измама, даночна измама, измама на еврофондовите и слично. Во врска со вашето прашање, ќе нагласам дека ние веќе пред една недела и вие како јавност и како медиум сте запознаени дека поднесовме кривична пријава до надлежното јавно обвинителство за даночна измама во износ од повеќе од 14 милиони денари. Така да финансиски измами се дел од процесот кој постоеле и ќе постојат. Но ние ќе бидеме будни како институција и ќе ги следиме сите негативни работи што се дешаваат во контекст на измамите. И ќе постапуваме соодветно од нашата надлежност. А имаме ли досега, пример, некоја цифра која е најголемата даночна измама направена во држава? Или не поседувате во моментов такви? Во моментот нема таков статистички податок за најголема финансиска измама, но сепак можам слободно да кажем дека мислам дека имаме ние како институција и повеќе од 100 милиона денари како даночна измама. Поднесено кривични пријави. Така. Колку досега од почетокот на годинава до сега има финансиски измами? Имаме ли таков податок, значи даночно затајување, не знам, за употреба на службена положба, која што е откриена од ваша страна? Па статистички податоци ние поседуваме, можеби во друга прилика ќе ви ги дадеме да ги разгледаме таксативно. Да, имаме, се движат и од, да речеме, од помали суми од 24 милиона па нагоре, со тоа што во секој случај ние како институција мораме да внимаваме пред се со излегување со таков податок, затоа што пред се и над се надлежно за сите овие работи се надлежните обвинителства во Република Северна Македонија. Ние ги поднесуваме нашите писмени поднесоци во известување или како кривични пријави, и сепак одлуката останала кај основните јавни обвинителства во надлежни во Република Северна Македонија. Еден од вашите претходници во интервју за нашава телевизија кажа дека иако правите истраги, ги привршувате нели до крај, ги предавате потоа во обвинителство, голем дел од нив не добиваат судски епилог, едноставно ги отфрлаат по различни основи. Има ли сега, откако сте вие на оваа функција, такво нешто? И дали, пример, вие како личност сте биле сигурни дека, не знам, одредена истрага сепак ќе добие судска завршница, а не се случило тоа? И по кој основ? Дали потоа ви го враќа, да кажам, на доистражна постапка? Јас не ја познавам, нели, законската регулатива во тој дел. Дали може да доистражите нешто, ви бараат, пример, некои други факти, други докази, за да може потоа повторно да се поднесе до обвинителство? Значи вака. Прашањето, во контекст на прашањето, можам и морам да кажам дека да, ние кога работиме предмети, сме сигурни 100% дека треба таа кривична пријава да има судски епилог. Меѓутоа, за жал, не е секогаш така. И ние можеби некогаш не ги доистражиме до крај последните елементи. Во контекст на тоа, обвинителството не задолжува со наредба за доистражување на поднесената кривична пријава, за до елементирање на последните елементи околу кривичната пријава, но во суштина имаме едно добро разбирање со обвинителството, сме на добра патека у ситуација во секој момент
ние одговараме кон нивните наредби, кои не задолжуваат, така да мислам дека кривичните пријави и епилогот во судски епилог има многу страни. Така. Значи не е само финансиска полиција, не е обвинителството, тук и многу други сегменти. Со тоа што ние како Управа за финансиска полиција, кога работиме некој предмет, мислиме дека и треба да го истражиме до крај, со поднесокот до обвинителството и ја завршуваме нашата работа. Подоцна, било што да утврде надлежниот обвинител или се обраќа до нас или до друга надлежна институција за да ги испита и последните елементи од поднесената кривична пријава. Јас се надевам дека точен податок до овој момент за оваа година не поседува, но мислам дека интензитетот е намален во однос на одбиени кривични пријави. Така. Зборам за 2023 година. А имаме ли некаква статистика од пред и потоа од како сте вие на функцијава? Дали се зголемени истражните постапки од ваша страна и дали тие истражни постапки кои што ги правите секогаш завршуваат со судски епилог или не поседуваме таков? Вака сега, во нашата институција, прво да ви кажам, секој месец или нареден месец се зголемуваат истражните постапки. Тоа сакав да прашам. Значи имате, се зголемува. Се зголемува. Значи дека македонците се склони кон даночни измами, како? Па добро се, да кажеме дека дел се склони. Так, добро, да не ги генерализираме. Да не ги генерализираме работите. И мислам дека податокот што го барате, тој статистички, пак ќе кажа, треба да ви го доставам. Не мора да имаме бројка, ова ми беше многу битно дека се зголемуваат, значи, во истражните постапки. Се зголемуваат, да. Така. Сега имам уште едно прашање за законот против перање пари. Законски менувачниците мислам дека треба да пријават доколку некој дојде да смени над 10.000 евра, му бараат потекло на пари. Во банките оваа сума или обратно беше, во менувачниците 15.000 евра, а во банките 10.000 евра. Мислам дека така беше. Имате ли вие такви податоци и колку често и дали всушност овие правни субјекти, банки и менувачници се должни вас да ви го пријават тоа или има некоја друга институција во државава која што се занимава со тоа? Да, има друга институција која се занимава со оваа работа, тоа е Управата за финансиско разузнавање. Да, меѓутоа повторно податоците стигнуваат до вас, претпоставувам. Подоцна податоците стигнуваат кај нас. Меѓутоа, некои граѓани и правни лица ги пријавуваат директно и кај нас. Така да, ние по секоја пријава, дали е анонимна пријава, дали е пријава од граѓани, дали е пријава од надлежна институција, мора да постапуваме и постапуваме со тоа што неминовно и овие случаи со перење на пари ги работиме. Така да, перењето на пари не е феномен кој е заобиколува Македонија. Така е. Тоа мора да го кажеме. И напротив, оваа глобална финансиска мрежа е донесена или се движи кон Македонија и ево Македонија и Република Северна Македонија е подзакана за перење на пари и финансирање на тероризам. Тоа е комплексен процес и во врска или во дел од вашето прашање, ние активно постапуваме по такви предмети, каде постојат сериозни индици за сторени кривични дела, перење пари, но на крајот не можам да дадам подетална информација за кои предмети, за кои правни субјекти, за кои физички лица, за кои предмети од финансиско разузнавање или од други институции постапуваме, бидејќи пак ќе се повикам на Законот за кривична постапка дека предистражната постапка е тајна. Директоре Иванов, ви благодарам многу за интервјуто. Се надевам дека граѓаните дозна некои информации кои што досега им беа недостапни. Оставам простор за некоја следна средба, за нешто што ќе го работите во иднина. Поканата останува отворена, а ние понатаму продолжуваме со реклами. Ви благодарам.